Тешко и бедно било и детството на Драган Величковски од Куњух Кратово, кој од 4 години останат без мајка сиот живот ке се бори по ливадите и пасиштата, како овчар за корка леп. Љубовта кон сопругата и семејството ќе го направи пожртвуван татко, кој за да заработи за куќа ќе мине многу ридиште и планини да купи скромно земјиште и издигне една соба. Веќе 11 години таа соба ја отсликува секоја негова капка пот, но за жал исто толку години тој се бори да воведе струја во неа и да ги стопли трите дечиња – Кристина, Петар и Матеј. Темнината е дупло потешка за Катерина, сопругата на Драган, која како мала поради висока температура станува слабовидна, а од ден на ден состојбата и станува се потешка. Ова семејство земало скромни средства од детски образовен додаток, но желбата на Катерина да се вработи и да придонесе во семејството била толку голема, што надевајќи се дека работодавците нема да забележат дека не гледа, се пријавила во една фирма и за работа од 15 дена ги губи и тие минимални средства кои дотогаш ги земале. Сега се останува на плеките на Драган. Тој чува 2 крави за некоја млекарница со која го дели приходот и тие средства, вели тој, одат за лечењето на малата Кристина која боледува од Вилсонова болест, која со месеци лежи на клиниката во Скопје. А малите Петар и Матеј, наместо да учат и уживаат во детските игри, ги пасат кравите, додека нивниот татко оди по куќи за да заработи некој денар. Се ќе поминеме и без леп и без облека, но струјата ни е најпотребна за малку барем да ни се олесни животот, ќе каже ова семејство. Никој не замислува живот со проблеми и трауми. Не го замислувал ниту Васил Ангеловски, кој од своја 9-годишна возраст со семејството се преселил од Петровец во Тробарево и таму ќе го помине и детството и младоста. Планирали староста, но плановите ќе му ги попречи страшниот пожар, кој се случил пред 1 месец и во кој до пепел горат сите негови планови, но и спомени. Васил работи како пекар во една скопска пекара и во моментот на несреќата бил на работното место. Тежок бил патот од работа до дома, надевајќи се дека сето тоа е шега сервирана од соседите, вели тој. Но сликата со пожарните возила кога стигнал, очигледно ќе му докажат дека тоа е сурова вистина и судбина со која веќе ќе мора сам да се соочи и бори. И 1 месец после несреќата, по работа Васил доаѓа дома и разговара тивко со остатоците од некогашниот дом. Се пресетува на моментите минати во него, но и потајно како да се ветува дека ќе побара помош за обновување на домот, кој повторно ќе се издигне како некогаш, зашто сепак постојат добри и хумани граѓани кои сочувствуваат со маката на овој несреќен човек. Секоја планина со своја тежина ќе кажат старите. Навистина тешко живеат многу семејства во нашава земја. Денес со срце на дланка ве носиме во семејство во кое што навистина и покрај целиот труд што го вложиле ни сиот живот, денес имаат куќа, но немаат струја. Имаат колку толку услови за живот, но немаат здравје. Денес ве водиме кај Драган Величковски. Добар ден. Добар ден. Се слушнавме по телефонот, да, Вера. Драган. На дланка. Може би никогаш немаше да се пријавите, да не ви се прелееше капката во преполна чаша. Да, така е. Што ви е проблемот, Драган? Проблем не е со струја, со куќева со струја. Значи немаме легализација, не ни дават легализација да поднесеме, да уведеме струја и затоа морав на вас да ве помолам за да ме послушнете. Да го пренесеме да ја проблемот до оние што така, се инволвирани. Да. А како дојдовте, како го купивте ова место, како ги... Значи, ја беше овчар во Скопје, село Кучково, да, Скопско село Кучково. Значи, со тие парички собравме и ја направиме ова една соба, ама струја никако не можеме да ставиме, значи. Имаме голем проблем со тоа и така. Имате 3 деца? Да, 3 деца имаме. Имам керкичка недобра, жена ми е исто така недобра. Што е на керката, што е на сопругата? На керката ми е проблем со Вилсонова болест, значи ретки болест во Македонија. А со жената со видот има проблем, значи 70-80% тоа не види, значи. Тоа ви е дополнително отежнување, не може да работи, се Да. е на вас теретот. Да, така е. Ова е Една соба е? Една соба е, значи тука живееме. Во неа сте 5 члена влезете? Да. Во неја сме 5 члена. Значи ова ни е кујна, ова ни е трпазарие, ова ни е спалне. Се тука. Дури и бања. Дури и бања, да, така е, да. Добар ден. Јас сум Оливера. Вие, не кажа супругот, не сте добри со видот.
Од мали нозе така со голема температура, дојде до катаракта. Немање средства, стигнав до овој степен. Ми помогна мојот татко, на едно толку направи операција 2019. Пред една година мојот сопруг исто така со овци, со негова професија овчар, ми направи и на второто операција. После 6 месеци после операција, значи јас со исти проблеми, пак не гледам добро и мојот сопруг е принуден, значи немаме никаков излез, не можеме да ставиме струја и се принудени сме да викаме телевизија да го видат ова во што живееме ние. Имате болна керкичка? Да. Керката не е болна од сами 6 годинки. Лежеше и тогаш во болница, правеа биопсија, се откри Вилсон како генетски болест. Но понатаму не рекоа дека доживотно ќе се лечи со лекови. Таа не знам зошто неколку години не ги пиела лековите, ние мислевме дека ги пие, таа ги фрлаше. Какви ви се условите тука во куќава? Како живеете? Тешко. Носимо кабел на едно место, па на друго. Плаќамо струju на кога треба и не треба, колку треба и не треба, и па без струju, па Колку да имате светло? Да. Да, ама и тоа немаме, значи моментално немаме, значи. Моментално Имаше до вчера не беше, да, веќе немаме струја. рокот ни каже комшијата кабел да го тргнеме исто таму и ние го тргневме и тоа е. Најтешко е кога треба децата навечер да напишат домашно тие не можат да пишуваат и у 2 часот навечер треба да станам да ги дадам лековите на мојата керкичка, јас не ги гледам доволно кои треба да ги дадам и така. Се случува да погрешите? Да, се случува. Тогаш се направи голем проблем, бидејќи таа се предозира, почнува тресење, некоја паника. Тогаш мора да ја носиме или во Куманово, во некој центар, да прима инфузија, нешто такво, или во Скопје. Во моментов, велите, има цироза на црниот дроб? Да, таа има цироза на црниот дроб и за некој ден, ако и се вложи состојбата, значи треба да ја носиме на трансплантација во Турција. Единствен донатор сум само јас. Животот знае да биде навистина непредвидлив, тоа го знаат стотинките, тоа го знаат секундите. Токму во делот секунда се случи несреќа во Тробарево, кога пред неполн месец Васил ја изгуби својата куќа во страхотен пожар. Одејќи на работа во 3-та смена, тој дознава вест дека повеќе го нема својот дом. Затоа денес се замолува за помош, да му помогнеме да го изгради одново својот дом кој го градил сиот живот. Добар ден, Васил. Добар ден. Оливера. Васе Миломир. Ви се случи несреќа? Да. Се пријавивте и сам, ве Сам, пријавија да, и ме пријавија. пријатели? Што се случи? Па, несреќа се запали куќа. Ја отидов на работа, фактички. Изгледа по секоја работа само струјата. Претходно имавте ли струја? Не, немав струја едно 4 години. 4-5, да речем. Добро. И само што ја уклучив нема 5 месеца. И така, еве го, што се случи, тоа е. А каде бевте вие во периодот на... На работа. На работа. Работите? Да, работам. Трета смена бевте? Трета сум, ја нон-стоп сум трета. Тоа се случи навечер? Да, ноќта. У 11 отидов на работа, фактички искочив од дома, у 2:30 ми се јави дека гори куќата. И јас дојдов, 3 сат колку беше, така да... Што затекнавте? Што се случило? Што ви рекоа комшиите? Дека гори. Куќата ти гори, кон како бе, не беше ништо. Кога дојдов, пожарникарите гасна, тука луѓе имаше 4 цистерни, со не знам колку таму пожарникари гасна. Дојдов тука, тој еден пожарникар ми вика тоталка брат и тоа. Тука седеше и керката со децата? Па малце беше, како да кажеме. Но среќа во несреќа што баш тој период не била. Да, не била тука, се вратија таму кај така. А среќа и несреќа, гледаш ако се фатила шупата, тука ќе се запалеше 100%, пошто таму све суво.
Ова би било шупа. Да, шупа е тоа. Сакавте оваа зима, што предстои, Да. да ја поминете во шупава, Па, малце ќе ја стегнев. да ја покриевте за да не ви Да, врне. да. Малце да ја средев тука, малце сакав да се очисти. Ама ете. Но зошто не се реализира тоа? Па сега моментално и нема нека финансија, така да кажеме, ќе видиме понатака. Каде поминавте првата ноќ? Вие велите работите трета смена, што работите? Во Рекџија, вечерта се вратив на работа, сабајлето фактички. А другиот ден го ја преминав ќе поминав првата и втората кај сестра ми. Имам постара сестра таму преку автовоз. После тоа ме прифатија тука комшије, у една флизерница беше, ама сега не работат. И така да сега сум таму сместен во флизерницата. Ова, Колку да не сте под отворено небо. тачно. Тука навистина се е оштетано. Кога поминувате и кога го гледате остатокот од сето она што сте го правеле животот, Да ви кажем, еве, прозори ставив нови, сакав и кровот да го сменам, ама не успеавме. Со несреќата не успеавме да ја остварам таа желба. Пошто еве овој прозор вамо, пошто тој се гледа нов дека е со пластик, овие новите ПВЦ што ви се кажа, сите три ги сменив, и останав што дека и купатилот и таму да ставам прозор, такви. Па и еве што струја имало, мислам, што жици биле на времето, стари. Тоа е стара куќа. инсталацијата ли е причина? Па нема, фактички самиот што ми го местеше саато, што ми го врати, не ги стави бушоните. Вика сам да ги стави. Какво е чувството да го гледате Не знам. сиот животен труд во едно купче пепел? Лошо. Не можам да опишам ништо тоа. Сами ќе гледате. Од што? Сега ништо. Целото све зидини само. Некогаш си помислувате ова е само сон? Па да ви кажам, и има таа нека така дека некојаш така од работа, навечер нели работиш, си кај мајка му стара, кај ќе одам сега? И се мислам дека ќе си дојдам пак дома. Али доаѓам пак исто, нема ден ќе дојдам тука, ќе оставам да речеме ранецот и доаѓам овде дека секој ден ќе прошетам, вака што да гледаш. И сега гледаме фактички ова од Гази баба дали ќе дојдат, ако не да почнам да си чистам сам. Имам другари, секој ден ме молат, вика да да го чистим. Да Поднесовте ли? Поднесов све. Еве имам и бројче таму. Се чека на реализација? Да, еве го бројчето од... Факт е дека зимава нема да се стаса со... Еве, ама не е битно. Еве го Гази баба бројче што ми го даде, вика чека. Значи ова е подадено на 12.9. Минатиот месец. А еве го уште не ми е ништо. А сега, као Господ никој не е, па полека, од том, потом.
Еднакво тешко и бедно било и детството на Драган Величковски од Куњух Кратово, кој од 4 години останат без мајка сиот живот ке се бори по ливадите и пасиштата како овчар за корка леб. Љубовта кон сопругата и семејството ќе го направи пожртвуван татко, кој за да заработи за куќа ќе мине многу ридиште и планини да купи скромно земјиште и издигне една соба. Веќе 11 години таа соба ја отсликува секоја негова капка пот, но за жал исто толку години тој се бори да воведе струја во неа и да ги стопли трите дечиња – Кристина, Петар и Матеј. Темнината е дупло потешка за Катерина, сопругата на Драган, која како мала поради висока температура станува слабовидна, а од ден на ден состојбата и станува се потешка. Ова семејство земало скромни средства од детски образовен додаток, но желбата на Катерина да се вработи и да придонесе во семејството била толку голема, што надевајќи се дека работодавците нема да забележат дека не гледа, се пријавила во една фирма и за работа од 15 дена ги губи и тие минимални средства кои дотогаш ги земале. Сега се останува на плеките на Драган. Тој чува 2 крави за некоја млекарница со која го дели приходот и тие средства, вели тој, одат за лечењето на малата Кристина која боледува од Вилсонова болест, која со месеци лежи на клиниката во Скопје. А малите Петар и Матеј, наместо да учат и уживаат во детските игри, ги пасат кравите, додека нивниот татко оди по куќи за да заработи некој денар. Се ќе поминеме и без леп и без облека, но струјата ни е најпотребна за малку барем да ни се олесни животот, ќе каже ова семејство. Секоја планина со своја тежина ќе кажат старите. Навистина тешко живеат многу семејства во нашава земја. Денес со срце на дланка ве носиме во семејство во кое што навистина и покрај целиот труд што го вложиле ни сиот живот, денес имаат куќа, но немаат струја. Имаат колку толку услови за живот, но немаат здравје. Денес се водиме кај Драган Величковски. Драган потекнува од Куњух, но уште како млад почнува да чува овци и да заработува за живот. Така ја запознава и својата сопатничка Катерина, која сиот живот оди зад него и му е ветер во грбот. Пред него и не може, зашто како дете го изгубила видот и едва 10% очите денес се служат за да може да ја зачисти куќата и да ја даде лекови на ќерката која боледува од ретка болест. Тие од млади на различни места заработувале од чување стока за други, со што купуваат плац во Голиновац и градат скромна куќичка од една соба во која го сместуваат своето семејство. Детство и таму исто бедно беше, да бе 3 од овдека. Каде? Од каде се? Куњух Кратово. Куњух Кратово. Да. Зошто бедно? Со кого живеевте, како? Значи живееме со татко ми, со браќа мои. Мајка немам, значи умрна ми уште 4 години кога сум бил. Не, не познавате. Многу малце се сеќам, стварно. После нели кога обраснавме, брат ми се ожени, друг брат се ожени, јас се ожени, сите беме таму, значи таму имаше само 2 соби. И видевме дека нели не бива. Јас со сопругата отидовме во село Кучково. Скопско, да. И таму, значи, заработивме парички. Како што работевте? Овчар. Овчар? Да. А каде бевте сместени таму во селото, исто кај што ги чувавте овци? Имаше таму една како викендичка, како да на газда таму. Таму бевме цела година. И татко ми го најде ова место и ни каже дека може да го купим. Меѓутоа газдата тогаш не сакаше да не пушти, да бидеме присутни на пренос на документот и местото е преко татко. Го купивме ова место овде. Ми каже дедо ми дека има место овде и го купивме и направивме исто, го иззедаме оваа соба. Со заработените пари од... Да, од овците, како да ти кажам. Ја иззедовме и сега имам проблем струја, значи никако не може да ставиме. Ние не знаевме како оди таа постапка, дека треба прво план, па струја да се направи, да се постави, па тогаш да се гради куќа. Ние веднаш, бидејќи стварно бевме на мака, како склониште едноставно над главо да се склониме с деца, мој ми се чини дека низ целу Македонија мои алишта и на деца ги има свугде. Цел живот, значи, сум ишол само по сточарство, значи, што да ти кажам, само по сточарство. Каде на друго место работевте? Имам работено, значи, пример у Шопско рударе, село Војник, што е, не знам, на Клечевци ли е Исто овчар? Да, да. Сиот живот сте со сточарство? Да, така е. Не сме биле само у Скопје. Значи, ово е само кратко кажано дека сме били у Скопје. Ми на многу места имаме живено.
и у Велес, и Беле Грамаде, и Макреш, još na mnogo nekih mjesta. Znači, kude je muž mi ovčar, ja sam tam. Znači, ona ko otide po ovce, ja ako ostanu doma, znači, ja sam bila prinudena za nešto da fatu, da zarabotu, za da večer taj čovjek ima pravo da mi dade jednu korku lep, ako ne ti dava nikoj za džabe. Ili ke pojiš jaganci, nešto mora da napraviš za da dobiješ korče lep. Tako se izнарадявaju i djeca sve po tuđe kući. I kad malko od malko poprknava djeca, kupimo mjesto, napravimo sobičku, posle useljenja, znači, dete bolno. I od tak na namo mi glavu više ne mogamo da dignemo. Zato što ja uvijek sam bio najveke, znači plata mi je bila primjer 12.000 dinara. To je zboru, znači tije 12.000 dinara pred 11, 12, 20 godine, 15 godine. A сега što može da napravi sa tije pare? Може би пред неколку века животот без вода и струја некако можел ли да се замисли, но денес тие се двигатели на животот и незамисливо е ниту ден без нив. За жал, Драган со семејството веќе 11 години живее во мрак и додека ќерката со месеци лежи во болница, а сопругата и дење и ноќе гледа само мрак, тој со синчињата принуден е да паса крави и работи по куќи за да донесе парче леб за фамилијата. Иако најчесто лебот е заменет со лекови за Кристина, поради што таа чувствува голема вина и ја несрекна. Сепак, сите до еден ќе речат, со себе се справиле, само да видиме еден ден во нашата куќа, да светне светло и да живееме како другите луѓе. Да ти кажу право, значи мора тој да го кажу, не може да купу дрва, значи иду на рамо, како и сите други што прават, иду краду тамо фактички, сечу на рамо ставови. Да го поминеш денот? Да. Жена ми не види, значи 70-80% не види, тоа ги имам и документите, значи. После ми се појави проблем со керкичката, можејќи успееше барем таа соба, имамше спремано некој динар за да ја турам плоча на таа соба. Девојчето како ми се разболе, значи од 2007 на амо јас сум се по болници. Сакам да кажу, А што му е на девојчето? 2008 поточно кажено, пошто 2007 ја се жени, 2008 Господ ни го даде керкичко и све тако по болници проблеми се. Што му е на девојчето? Девојчето има проблем со обилствена болест. Ретки болест у Македонија. Видот го изгубив како мало од преголема температура. Моите многу се мачеа со мене. Некогаш татко ми беше овчар за да ми купи наочари, но не успеваше ништо. Имам катаракта. По некое време ми помогна моите родители да направам операција. На едното маш ми и така. По операција 6 месеци добро, после тоа пак истата работа. Значи, јас пак не гледам добро. Со направената операција на контрола бев само еднаш. Тие рекоа дека имам нешто поза око, што треба да се отстрани со лазерска операција. Ама, меѓутоа, имаме проблем со керкичката, таа има Вилсон. И јас мислам дека секој родител би го направил. Прво детето ќе го гледа, па потоа самите себе си. Имам Вилсонова болест, К75. Што значи тоа? Па, открија дека тоа е генетски болест. Тоа никој го нема во нашето семејство. Моментално сега се соочуваме со нешто најстрашно. Таа има цироза на дроб. Очекуваме секој момент, значи, да се влоши состојбата и секој момент да оди во Скопје. Значи, самиот доктор, кога ќе се влоши работата, ќе ја испрати за турска на операција. Донаторот главен за сега сум само јас. Ќе донирате парче од црниот дроб? Да. Докторот нима кажено, има легано 2 месеца сега убрзо, значи, нема искочено како е, сега у среда на контрола ќе ја носам. И не дај Боже, ако ми каже сега у среда, за да треба пак да остане, се влошила работата, или овој значи почитно треба да иде за Турција. За трансплантација. Има болки? Добро, да, дека има На болки. што се жали? Како ви кажа? Стомакот. Ја боли стомакот. Некогаш и качува температура, изнемоштеност
И ние кога ќе го забележиме тоа, или отоци на нозе и раце, лицето и затекува. Па навеќе почнува прво главата да ме боли, рацете ми се тресат, имам отоци на нив, на рацете, на нозете, лицето. Во стомакот чувствувам исто така болки, надуеност и не можам дури да дишам. Некогаш знае и срцето да ми застане. Но кога видам такви нешта, веднаш одам на доктор во Скопје. 2 месеци лежев таму. Бев по терапија. И сега во брзо време ме пуштија дома. Значи ја некој пат спiju и оној на страх. И кога ќе стану моментално тој момент, погледну го, учини ми се како да не диши. И пуно пат го фату туе, да виду, дури се она исплаши. А ја викам да виду дали имаш сине температура. Мене ми се тој учини како она да е умрела. Значи ми сме толку проплашени више. Ми очекуваме све од нju. Еден ден може и ќе ни изненади. Може нема ни да стигне до трансплантација. Све тој, не знам, не уму да збор. Сите деца не се како мене. Одам на училиште, треба лековите на време да си ги испијам. Јас морам за пред нив да им кажам на моите наставници кога треба да одам да ги испијам лековите. Сега може би на нив малку им е смешно, но мене не. И тоа што заработува, значи ја иду само по Скопје, по болници. Имаше 2-3 апчиња од нима. Тие ги плаќам у Куманова аптеку 2000 денара, значи. Пример саку понеделник, вторник треба да ги земам. Моментално ја ги немам. Немам да ги земам, немам пари да ги земам. Мора да иду неде од пријатели, како што ви кажав, да позајмам, значи, па да ми даде да ова. И како ќе се одужу, не знам. Али додека бев барем подобро, децата ми беа малку така, сами можеа да се чуват, понекогаш доаѓаше и мајка ми ги гледаше. Јас можев да одам на работа. И ова што нешто е купено, некој нешто ни дал, се така. Нели? Со мотика, со копање, вадење компир, така. Ама сега кој ќе ме земе на работа? Ако заостанувам, недобро работам, кој ќе ми плати така? Само да ме нема дома, друго ништо. Социјална помош не земавме, туку за трето дете. Детето наврши 10 години и тоа се сопре. Останаа само детскиот додаток и образовниот. Тоа ми го скина кога почнав да работам во Дрексер Мајер Кумано. Тие ме вработија, се понадав дека нема да ме откријат, дека не гледам добро, дека ќе... Едноставно сакав да си ја пробам среќата. Меѓутоа, на систематски преглед видов дека јас доволно не гледам и вака на работа многу пати ме опоменува дека недобро средено, недобро исчистено и ме избрака од работа. Со тоа ми го скина и лечењето. Моментално живееме, значи имам 2 крави, што сум стварно љубител на сток. Целта е да кажам дека од нима живееме. Значи ги мозам, сабале и вечер. И го продавате млекото на млекара? Да, доаѓа на 4 дена, значи тој газа кравите што ми ги даде, има и млекара, значи. Доаѓа со комбе, таму доле на магистралниот пат, ја му го носам таму, имам пример 100 кила млеко на 4 дена, 50 кила са негови, 50 кила са мои. По 27 денара ми го плаќа млекото. Месечно зимам околу 7-8 милијади денари. Например, еве да кажем 8 милијада денара. Значи тие 8 милијади денара, 4.000 денара са мои, 4.000 денара са на газата. Имам и долгови, да. Не сакам да лажем или нешто слично. Околу 3-4.000 евра дужу сигурно по народ. А зашто се позајмувавте? Значи све по болници. Сметките ги плаќате ли? Сметките за вода? Сметки за вода имам 12.000. Пред тој, значи, кога ќе се закрепнеше работата, нон-стоп отиду си и си ги плату сметки. Моментално, значи, стварно сам нула. Нула. Само водар дојде, донеси ми, и ми даде опомен, за да иду да плату. Ја ги се замолу, малку и они знаат дека нели каква ми е работа, добро, окей, ама не е окей, ја не сам платија. Требаше Петар, се вика синчето, требаше да иде со другарите у Скопје на прошетка, на екскурзија. 400 денара ми побари, јас немаше да му дадам и сите беа, он не беше. По крави беше.
Требаше да одиме во Скопје на некоја представа, ни требаше 400 денари, но ние не можевме да одиме. Ние не сакавме нашите родители исто така да ги нон-стоп да им зборуваме за тоа, не ги потресувавме. Само прашавме, тие рекоа ќе видиме, ќе ви дадеме, ние така, тоа си пројде. Сега треба да одиме тука исто во Пелинце, на Аснум. Треба, но не сакаме да даваме толку упорност, ако може, добро, ако не. Колку чини тоа одење до Пилинца? Колку треба да платите? Па, барем 100 денари. Како сите деца што ќе си купат за јадење, за пиење да има. Така и ние. Но родителите, ни тоа можеби не може да ви го овлади. Па да, и јас се чувствувам виновна поради мене, бидејќи целото внимание тие на мене го посветија. Дека болна, цело време по доктори и толку имавме болницата цело време, плаќање, ова. Па, они имат, например, тетарки, јас немам толку тетарки. Ташни, че немам, за бојчи. Вика дека немам ми ништа, се задеваа со нас. Што ти рекоа тебе конкретно? Па еве, понекогаш јас си изгубам гумица, јас потржав од дете, они се смеја на мене. Вика, ти немаш ништо. Како, например, тие имаат убави телефони, убави таблети, имаат големи услови имаат за учење. Пробаваме на свакаков начин за струја. Кажава ни да купимо сад што гласи под име на Алгуњу, ама и тоа не бива. Значи, свак месец. И преко ноќ се менја дури закони, ми се чини. И стварно толку тешко доаѓа време што некад толку ми се смрачило што не знам како да ти кажам, дури не ми се живи. Кога ќе ги погледну своји деца, да ти посака 100 денара, а ти да немаш да му дадеш обична прошетка у Пелинце на Аснум. А ја немам. Нешто најстрашно. Тешко. Понекогаш сме принудени да ги лажеме нашите деца. Денеска нема, утре татко ти ќе донесе и ќе однесеш на училиште. И тој во играње заборави. И кога ќе дојде тој ден, мамо, па вие не дадовте, сме заборавили. Со тие муабети. На нас денот не заминува, дојдеме од училиште, секој си има своја работа. Некогаш наставниците знаат и со нас да се караат, но тие не знаат што е проблемот. Ние немаме струја. Тие си сакаат да си однесеме домашна и сето тоа, но ние не можеме, бидејќи мора дома да завршиме неколку работи. Моите браќа одат по крави, мора да ги пасат, бидејќи тато мора да оди на работа за да навечер да ни донесе за јадење. Да имаме и за училиште, да има да одиме и се. Навечер, кога може, на брзина кога завршиме нешто работа и на светло, на свеќа. Така. Да. Попладне, значи, кога ќе дојдат децата од школа, сите деца учат, пример, моите кидев кравите ќе ги варкав, а некој ако ме повикне мене да идам бали да му товарам камион или трактор без разлика, значи ја таму иду за да зему 500, 600 денара, 700, не ме разбирај, вече да ги купу да може да едам. Јас работам дома, домашна работа, тие по крави, тато исто така оди на работа. Некогаш оди чисти трло и така. Децата одат по кравите, ги чуват. Тој донесе некој денар и ситно нешто. Може да се каже дека зејтин, шеќер, некогаш брашно, некогаш и леп може да купи. Кога не стигаат пари за брашно да донесе леп, да се претера некој ден. Тоа е тоа. Целиот наш живот го тераме со маки. Зошто немате струја? Струја немаме, значи... Откако се вселивте, 11 години немате струја? Да, значи јас сум требал прво да, кога сум го купие плац, пример, да сум увеја струju, а после да сум градие. Меѓутоа не ги познаваше тие работи. И кад отидемо нели ујавана у Куманово, и они ми кажава дека 60.000 денара донеси, ќе има струju. Ја иде по пријатели
задужи пари. Отиде таму, вика не бива. Докле легализација не се поднесе, моментално легализација немаме, нема пуштено. Иди, вика, праша градоначалничката у општина Старо Ногоричино, ако ви одобри, вика, нема проблем. Ја отиде таму, у општина Старо Ногоричино и ми кажава, ја ако ти даду треба да летно од работа, мои деца кој ќе ми ги рани. И јас остана иста работа. Среќа парите што ги имам вратено на луѓето што ги имам земен. Значи иду кај комшии, ми рекоа, нели, да купам кабел, например, од 150 метра кабел, и тоа е точно, значи го однесеме таму. 2-3 месеца си плаќам сметките за струја, пошто поможе да ме почекам, како да кажам, општината за вода, него приватизација за струја. Покажи ми чек, 3000 денара повели. 2000 денара повели. Некад се деси, пошто целото село ми го знае каква е ситуација со керката и со жена ми исто, и ми вика, донеси ми такво. Не е проблем, јас ќе платам, после ќе ми платиш ти. Значи, он плати за мене, после ја му ги дадо исто парите. Кој е во време сак да немам струј, кој е во време деца мои 5 члана во едну собу, тој се перемо, тој месимо, тој печемо, тој се бањемо, тој све. 2 ноќе, ја немам струј. И кога ќе стану да ги даду лекови, она има 2 врсти. Ја не знам од кои да го даду. Некој пат, значи, ќе се деси што може 2 апчиња едно по друго да испие. Најмногу да имаме струја, како сите останати да си имаме секој своја собствена соба, бидејќи во оваа една соба сите 5 члена не може. Како ти, девојче, си растеш, сигурно те е непријатно да се пресоблекуваш, да се тема. бањаш тука пред сите, посебно кога е ладно. Особено кога еве за бањење, треба да им речем, одете вие некаде за да јас можам да се суширам, да се избањам. И многу ми е непријатно, но ете мора, бидејќи на училиште одиме, сите не може така да се оди. Нехигиенски. Секој ден едни битки добиваме, други ги губиме. Се разочаруваме, но не се предаваме. Зашто силните луѓе и кога се најповредени знаат дека зад себе имаат некој кој ги направил такви, а тоа се вика живот. Никој не замислува живот со проблеми и трауми. Не го замислувал ниту Васил Ангеловски, кој од своја 9-годишна возраст со семејството се преселил од Петровец во Тробарево и таму ќе го помине и детството и младоста. Планирали староста, но плановите ќе му ги попречи страшниот пожар, кој се случил пред 1 месец и во кој до пепел горат сите негови планови, но и спомени. Васил работи како пекар во една скопска пекара и во моментот на несреќата бил на работното место. Тежок бил патот од работа до дома, надевајќи се дека сето тоа е шега сервирана од соседите, вели тој. Но сликата со пожарните возила кога стигнал, очигледно ќе му докажат дека тоа е сурова вистина и судбина со која веќе ќе мора сам да се соочи и бори. И 1 месец после несреќата, по работа Васил доаѓа дома и разговара тивко со остатоците од некогашниот дом. Се пресетува на моментите минати во него, но и потајно како да се ветува дека ќе побара помош за обновување на домот, кој повторно ќе се издигне како некогаш, зашто сепак постојат добри и хумани граѓани кои сочувствуваат со маката на овој несреќен човек. Животот знае да биде навистина непредвидлив, тоа го знаат стотинките, тоа го знаат секундите. Токму во делот секунда се случи несреќа во Тробарево, кога пред неполн месец Васил ја изгуби својата куќа во страхотен пожар. Одејќи на работа во 3-та смена, тој дознава вест дека повеќе го нема својот дом. Затоа денес се замолува за помош, да му помогнеме да го изгради одново својот дом кој го градел сиот живот.
Васил е средновечен човек кој е роден и пораснат во Скопје. Од 9 години се сели од Петровец во Тробарево, каде ќе го помине детството, младоста, каде ќе основа семејство, каде ќе се разведе и каде последните месеци имал мирен усамен живот. Работи како пекар само трета смена и една ноќ, вршејќи ги секојдневните работни задачи, добива повик од соседите дека неговиот дом е во пламен. На првиот повик не бил сигурен и верувал дека е шега. На вториот повик од соседите веќе тргнал неке дома за да види што е работата, но сликата со пожарните возила и чадот и пламенот му докажале дека сето тоа е вистина и дека веќе започнува битката со изградба на староновиот дом. Роден сум во Петрац, а овдека сум дојден на 9 години фактички, 40 кусур години. Повеќе од 40 години. Да, 40 кусур само. Тука го поминавте детството и младоста. Точно. Еве, планиравте и старост. Планирав, нема еве. Што да чекав, не? Тоа е. Сам живеевте? Сам моментално. Керка ми мажена. Ја сам немам. Не без жена сум, така да. Разведен сум. Тука мисля да си останам до крајот на живота, тама не успеав, не? Работите? Да, работам иначе, као бурекџија. Одите веројатно навечер на работа? Да, само трета сум. Трета работа. Ноќе на работа, ден не спием. В 11 саат ми звонеше алармото, 11 и нешто ми автобуса. Станав, отидов на работа, почнав да работам. Ми звони телефонот комшије, па и неден од тука ми звонеше. И ја викам, што е работата, знаеш, обично не ме барат толку касно, 2-2,5 саат. Се јавам, вика ти гори куќата. Како гори, бе, викам, ништо немаше. Само што спусти, викам, чека да се јавам, викам, на газдарицата, да ја кажам дека да се снајдат, да вадат роба. Дури само што ми спусти, он ми се јавија комшија другија, до мене што е. Вика, брат ти гори куќа, како бе гори, бе, викам, па немаше ништо, викам, најверојатно, пошто 5 години нема струја воопшто, ми беше изведен саатот, и кога го ставивме, 5-6 месеца колку е, моја сумња е дека е до инсталацијата. Кога патувавте од работното место до дома, што си мислевте? Дај Боже да не е вистина или дај Боже малку само нешто да изгори? Да. Ја тоа ми беше мислата, викам ова, пошто имаме тука, многу сме блиски, мислев дека е некоја као шега. Моето мислење, кога више застанавме тука со таксито, кога гледам навака пожарните тука, веа еден куп. И ништо што ќе правиш, тоа е. Што видовте? Беше све завршено? Пред да завршат, фактички уште пола саат гасеа, фактички до 3-3,5 гасеа, а ја околу 3,5-4, 3,5 дака дојдов. 3 саат, 3 нешто беше, кога дојдов. И у 4, кај дојдов, се јавив на газдарицата, ќе дојдам со такси да продолжам да работам. Што ќе правам? Кај дојдам? У 3 саат са вајле 4. Се вратив, работев. Кога дојдов од работа тука, има што да видиш, нисам ништо. Се слушнав со најстарата сестра што пред кој автопат. Сестро, немам кај да спијам, што се. Тоа е нормално, не? И она има една као викендишка тамо, као ранч, има стока тамо, кокошки. И бавчичка става. Зет ми иде за село и вика слободно е куќичето. Она. Таму бев вадена и после ова комшикава тука. Вика, еве, вика, немаше ни кревет, па се снајдов со кревет, постелнина, па некој ми даде некоја мајца, некој фармерки, така да Се ви изгори? приправи. Да, све, само тоа што беше на мене. Друго све изгоре. Освен тие што ве примија, каде што сега сте и ви дадоа облека, кревет за тамо, друг некој ви се понудили за помош? Очекувате ли помош? Бебе, сестра ми малата денеска ми се јави и вика, нели долен беш патики да ти купам. Купам, купише, што да ти кажам. Газдарица кај што работа ми купи блуза, ова, 2 мајци, едни фармерки и една јакната од марши, така, јакниче есенско. Комшикава, што сум кај нејзе сместен, пред да се слушнеме, отидов тамо
Нели, постои вода тамо пуна. Вика, гладен си, што да ја кажеш? Чак и некојаш знае да ми дава јадење за тоа. Кај јадеме сите, вика, зашто за еден тањер не е проблем. Што многу сме блиски со неза. Многу си помагавме и она на мене на времето и ја на неза. Кога бев малце помоќен. Сега не сум толку. А и пред да се запали живеевте тешко? Па да ви кажам, тешко осамен живот, знаете како е кога ноќе работиш, дење спиеш, дека е тешко. Сите спијат, ти си на Вино твоја работа. ног вие. Да, и не можеш да се сретнеш како што сме се среќали. Сега годините го прават своето. Нема она дружба кој што беше порано. Имате Уши и ова здравствени проблеми. Па да ви кажам сега Имавте да. и несреќен случај со Да, недобриот да, со пријател. комашинот. Што се случи? Се удави на белешко, така да ми беше тешко што не ме примија на погребот. Мисля дека ние сме кривица за што се удавил. А тој беше јак пливач. Тогаш имав малце добар стрес, што дори и шекерот ми се качи. Притисокот исто, нормално желудникот си. Колку денови не излеговте од соба? А тогаш едно 7-8 дена и еден е покоен и еден тука другари ми се јави на телефон, ако не дојдеш, вика ние доаѓаме со све каучи, те испрлиме надвор. И не знам што да направам, станав, отидов и малце кој ме видел, вика ти не си нормален. Што вика, отишол човекот и што сега и ти ли ќе бидеш, вика сега да речеме овдека гореше некој, тамо рекол некој, еви ладнокрвен, не знаеш како. Викам што треба да одам да влезам. А ја на работа се напив апчиња така да бидам смирен и кога дојдов што ја гледам гори. Што требаше да влезам и ја да изгорам. И што ќе добиам со тоа? Ништо. Така го сматра дека едноставно како да не ми е гајле за куќава. Па што сега? Гори. Ја не сум тој што ја запалил. Ја у 11:30, у 2:30 ми се јавува. Тоа е тоа. Сега, тоа е тешко. Не знам кој го окусил ова, може да збори. Зимата ќе поминете во таа просторија каде што сте сега? Ќе видам Што планиравте? Каде ви беше првично идејата да ја поминете зимата? ушупава. Сакав да ја средам малце, нели, да се закрпи. Па имам тука, ти ви кажав, другарчиња што се пријатели, работат и граđевина, и гипс, и свежи во фасади. Внутра сакав да ја средам, да очистам, тоа ли е само да ставам една убава кошулица и за почетокот не треба ништо, не. Може и на бетон, као и аз е на бетон, аз и на плочки. Као сега, вамо сум на плочка. Ели, тоа е фризерница, не е соба, да речеме. И така планирав за зимото таму, ама И еден месец спустен среќата Васил секој ден доаѓа на местото на некогашниот дом и се присетува што каде стоело. Се бори со спомените, додека деновите ги минува во една мала шупа со еден кревет, која му ја отстапиле добрите соседи за да има каде да ја помине зимата. И верува дека сето ова ќе остане само еден лош сон и дека повторно секи си дојде на свое место, зашто сепак има хумани и добри граѓани кои ќе му помогнат во остварување на целта. Се присеќавате? Која работа, каде ви стоеше? да. Тоа е, што да се прави. Оваа просторија што беше? Ова беше на времето, мислам, као кујна, као дневна, дека беа моите живи, а од време била моја соба таа. Значи, од дете таму сум у таа соба и не ја ни сменив. После се, кога татко ми почина, нели, остана таа као, нели, како дојде некој, така имаше кревет, имаше еден таму за компјутер, таа масичка, че имаше све. Гледате, имате тука, само што го земав нов кауч од една моја газдарица бивша, па го продала станот и они го продадат тој кауч, немци. Нов, гланцат. Еве го изгоре тука, баш он беше постоен, колку да го требаше се малце да форми и да го направи. Ама не успеам изгоре така. Прозорците ставив 3. Првин тој го ставив, после овие 2 и требаше уште еден да ставам таму и купатилот и улазнава.
Сака постепено, мислам да си ја стегна и со кровот сака, ама еве. Сега отиде све у пламе. Па дури еве, сега ви кажам, че дојдам, го оставам ранецот и секој дневно фактички доаѓам. Ги прошетам ова собиве. Не се сменува ништо, све едно истото е. Како е изгорено, така си стои. А ја Ве пак си дојдам. дочекуваат секој ден. Да. Побаравте некаде помош? Па само во општина. Немам одговор уште од таму. Па планирам у среда да видам што е со тоа бројчето, што е до каде, ако не, као Господ никој не е. И у добри луѓе. Ја мислам полека ќе се среди. Што мислите, со колку би можеле да го оправите сето ова? Се оправа ли? Планирате ли ова да остане или си да се сруши? Како ви е Не. планот? Абе, ја да ви кажам само кровот би го сменил и постепено само ќе си ставам гипс картон, така да. Мене кровот ми е битно да се стави први. Кровчето да се смени и тоа. Потоа собите само со гипс картон би ги... Да, добро, сега гипс картон, нели, кога ќе очистиш тоа, ќе ставам нова кошулица и нормално, нели, ќе си ставам ламинат и така, постепено, нема сите одеднаш да ги направам, ели, како ќе имаме средство, први ќе почнам, а први ако почнам да ја правам, таа соба ќе ја направам пак, пошто таа ми е Од детство. дете, кога се доселивме, значи тука таа соба беше моја и таму и седев. Таму фактички беше секој дневен престој таму. И ден и ноќ. Овие беа као фактички, нели, ако дојде некој, ама послабо ми доваѓа, знаете, кога ќе дојдеш, кога ќе паднеш со некоја ниво, со некоја работа, со финансиски овоне, и тие блиските не те познават више. Еднаш порано сум имал тука нон-стоп луѓе, пријатели. Највише што ми е желбата, кровот да го ставам и друго ништо. А после тоа, нели, друго кој ќе биде затворено, можеш да работиш. Сега што ако ставиш гипс картон, кога врне до згоре? Си не можеш ништо да работиш. Да чекаме сега ако нешто, очекувам ако прено од општина, па после овие тука комунално што е, па да ми донесат еден ова џубрево да го ставам и они да го фрлат. Кај иначе, тука ако го ставам после кој ќе ми го фрли? Сега е забрането да се фрла. Од каде ќе почнете? Од кого очекувате помош? Очекувате ли? Па нешто сега ако даде општината, не, као што... Секој денар е добри дојден, сека помоше. Тачно, секој денар, али Сам куќа не се гради. така да нешто моје труд, нешто пријателите. Слушнав дека некој од Германија, комшија од овдека што се во Германија, дека нешто така разбрав од еден пријател, дека правеле мове, некоја донација собирале пари вама таму. Сега, секој денар е добро дојден, нели? Никад не може да одбиеш, па колку е толку е. Ја мислам дека ќе биде со од добар аспект го размислам, затоа што има се уште луѓе добри, што помагат. Да го видите повторно издигнат како некогаш домот, како ќе ви биде чувството? Многу добар. Некао сега ми е така, знаеш, тешко е. Кога ќе гледаш ова, до вчера имало плафон, сијалици. И одеднаш го гледаш само ќумур. Тешко е. Една од најтажните реченици кои може човекот да ги рече се: сиот живот го потрошив за овој дом и пријатели, а сега кога најмногу ми треба помош немам никој до себе. Немам ниту каде да ја ставам преморината глава. Но животот не може да го планираме за утре. Денес е се што имаме. И колку пари да имаме денешниот ден, не можеме да го вратиме. Но можеме да ја вратиме надежта на луѓето кои се во неволја, зашто хуманоста и емпатијата се што ни дава да се чувствуваме како добри луѓе.
Драгана Марковиќ е 28 годишна мајка и за жал лице со пречки во развојот. Потекнува од Команово, таму и пораснала. Учела во специјално училиште, а веројатно психичката состојба ќе придонесат и за лошите избори во животот кој денес си го отежнуваат секојдневието. Пред 6 години раѓа дете и се мажи, но малтретирањето од сопругот и советите од свекрвата да бега од таа куќа за да се спаси, ќе каже таа ќе ја вратат во родната куќа, вечно да пати по ќерката која морала да ја остави и која денес не сме да ја гледа. Може би некако се прибира и одлучува повторно да влезе во брак, но очигледно повторно ќе донесе лоша одлука, зашто кога дознава дека е повторно во блажена состојба, била принудена да се ослободи од бебето за да остане ке сопругот. Болката по првото дете нема да ја дозвола да го направи тоа, па одлучува да ја роди малата Божана која денес има 12 месеци и е целата нејзина среќа. За жал Драгана е невработена. Условите во куќата на татко и се лоши. Единствен приход е минималната плата од нејзиниот татко кој се грижи да обезбеди пелени и храна за внучето. Социјалните служби постојано ја посетуваат и укажуваат што треба да направи за да го задржи детето. Па Драгана била принудена сама да се качи на скала да кречи, но не знае како ќе обезбеди шпорет на дрва за угрев и доволно храна за неа и Божана, а ќе каже: нема да поднесам да останам и без Божана. Така само би ми ја убиле душата, додава таа. Санде Андов не може да се пофали со убав живот. Сиромашниот воено растен од сестрите едва и може да се каже дека има убаво детство. Многу млад започнува со работа како сладкар само за да спечели за парче леп и да излезе од сиромаштијата. 2 години подоцна работел и во Италија, но немал среќа да продолжи да работи таму. После својата избраничка се враќа во родното Кочани и основа семејство во куќа под Кирија. Му се родиле 4 деца, но никогаш не се пожалил зашто имал работа и обезбедувал средства за храна и месечни обврски. Сепак пресврт во неговиот живот настанува неодамна, кога мајката на децата заминува со едното дете, а трите мали Ваниса, Аце и Лука остануваат да живеат со него. За да не ги изгуби, тој бил принуден да даде отказ зашто немало кој да ги чува малите. Па оттука и почнуваат проблемите на ова семејство. Санде нема месечен приход за храна и сметки, живее со позајмици и не знае од каде ќе обезбеди средства за да го врати долгот. А вели: зима доаѓа, дрва не сум снабдил, па не знам како ќе преживееме. Жал ми е, ќе рече тој за 6-годишната Ванеса која ми помага во чувањето на незините братчиња и име и мајка и сестра во исто време. Немам доволно ни за храна, ни за училиште, но ќе се борам до последна капка крв за нив и никогаш нема да се откажам и да ги дадам во дом за деца без родители.